Нас како компанија не ни беше јасна основата за ваквото откажување на соработката, бидејќи во последните неколку недели усно добивавме пофалби за нашето работење и чистота во Скопје Сити Мол од одговорните лица во Скопје Сити Мол. Во истиот момент, кога телефонски ни беше соопштено дека ја прекинуваат соработката со нас во Скопје Сити Мол, се појави новата компанија која ќе го сервисира Скопје Сити Мол во поглед на клинингот. Морам да напоменам дека од самото започнување на соработката во Скопје Сити Мол наидовме на препреки во работата од страна на одговорните лица во Скопје Сити Мол. За дел од овие проблеми имаме испратено и писмено известување по пошта до менаџментот, за кој што немаме официјално одговор. Го цениме како исклучително некоректен односот од страна на менаџерите на Скопје Сити Мол кон нашата вработена шефика и Сени, која што ќе ви даде изјава. Освен ваквиот однос, менаџментот кон вработените на фирмата Land Service на состанокот одржан на 8 јануари имаше побарано меѓу другото и да се отстранат сите вработени во фудкордот од ромска националност. На што ние одговоривме дека не можеме да го направиме тоа, бидејќи на тој оддел работат луѓе од различни националности и тоа е расна дискриминација. При што тя инсистира на тоа да остане така. После овој состанок, сите нивни барања беа испратени, истите, значи тие барања, беа испратени по електронска пошта на нашиот имејл, на истиот имејл од кој што добивавме и други официјални соопштенија од страна на Сити Мол. Под точката број 8 од протоколот за работа, издадена од страна на менаџерите на Скопје Сити Мол, фирмата Land Service не постапи по нивното барање, односно до самиот ден на откажување на соработката од страна на Скопје Сити Мол имавме вработени од сите националности, вклучително и вработени од ромската националност.